Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Трет ден од молкот на СДСМ и Оливер Спасовски за сомнителниот тендер за набавка и испорака на пасоши и документи за лична идентификација, која е во вредност од над 19,5 милиони евра, инаку пасоши и документи за лична идентификација кои треба се набават во годината 2020 и 2021. Целата постапка за која што говориме изминативе денови е крајно сомнителна и незаконска и со бројни прекршувања на процедурите, за кои што подоцна, доколку се отвори дело, некој ќе треба, односно постапка од обвинителството, некој можеби ќе одговара и со кривично дело. Денеска ќе изнесеме уште една прекршена процедура во целата оваа сомнителна постапка на овој тендер, каде што се работи за милионски криминал. После ова очекуваме да се вклучат и институциите кои го следат и финансискиот криминал во Република Македонија. Имено, според нашите информации, платени се 4 милиони евра од страна на МВР кон Веридос, што јасно покажува дека е прекршен член од рамковната спогодба. Зошто е прекршен тој член од рамковната спогодба, која исто така е подпишана пред да има избор на носителот на набавката, ќе видите сега. Во рамковната спогодба, во член 7, на секој поединечен договор што ќе се подпиша, се исплаќа 20% аванс, а остатокот од износот во рок од 30 дена по испраќање на фактурата од страна на фирмата кон Министерството. Како и да се земе, 20%, па и на целата сума од вредноста на образците кои чинат 8 милиони евра, е околу 1,6 милиони евра. А како што рековме, исплатени се 4 милиони евра. Односно, доколку се земе процентуално, тоа се околу 50% авансно исплатени на фирмата Веридос, со што е прекршен законот и членот 7 од рамковната спогодба, која што е подпишана помеѓу Министерството и фирмата Веридос. Очекуваме брза реакција од институциите. Треба веќе да се разбудат. Дополнително, да сумираме, најпрвин, наместо се прекине постапката поради стечената важност на понудата од страна на МВР, зголемена е планираната сума за набавка за цели 12,7 милиони евра. Потоа, во сред постапка се менуваат членовите на комисијата кои не ја подпишаа јавната набавка. Потоа, најпрвен го подпишуваат договорот и рамковната спогодба со фирмата Веридос, а дури потоа одбраа фирма и донесоа одлука, односно изготвија извештај за донесена одлука, и за крај наместо 20% авансно плаќање, исплатиле многу повеќе, што уште еднаш го прекршиле законот и ја оштетиле државата во милионски суми. За сето ова мора некој да одговара. Ова е сериозен случај, каде што има сериозни индиции на криминал. Затоа, доколку нема до 12 април одговорноста ќе следи после 12 април, кога Зоран Заев, СДСМ и Оливер Спасовски ќе ги тргнат канџите од институциите. Она што е многу важно е, Зоран Заев и СДСМ никогаш повеќе нема да и се повторат на Република Македонија и на македонскиот народ. Благодарам.